Здраво, лавови, добре дојдовте и ајде да држаме што носи октомври за вас, лавовите. Значи, ова повторно ќе биде генерално толкување на пораките кои ни ги испраќа таротот за вас, лавовите. И со самото тоа, нели, ќе зборуваме за многу од вас, за многу полиња од животот. Затоа, добро ќе биде да бидете внимателни, да си ја препознаете пораката што е за вас, не може се исто да доживеете, не може се да доживеете што ќе се каже овде. Она што е ваше, вие ќе си го препознаете, се друго отфрлете. Пред да започнеме, да ве потсетам, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, тоа ни значи, но и заследете на каналов, претплатете се на каналов, затоа што со тоа имате можност да си добиете лично тарот толкување. И сега да видиме каков ќе биде октомври за вас, лавовите, што ќе донесе. Еден дел од вас, повторно ја потсетувам, не може сите. И не може сите во исто поле, може за некого ќе се однесува во љубовта, за некого во домот, за некого во работата, кариерата, за сите различно, но јас мислам дека во октомври многу лавови имаат несовладлива желба нешто да докажат, нешто да си земат што е нивно, нешто да покажат, но ова сакате да го направите на начин, на еден бунтовен начин, може би и преку расправија. Значи имате несовладлива желба да се расправате, дури и ситни некои моменти, што не се кој знае колку важни и големи, дури и во тие сакате некако со расправија да одговорите, да разговарате, како и да. И сега за некој од вас ова е поттикнато, ова иритабилно однесување ваше е поттикнато можеби од некакви прекршени ветувања. Можеби некој вам нешто ви ветил дека ќе направи нешто во октомври и вие се надевавте дека тоа ќе биде така, ќе си го одржи тој зборот, тој некој, но ќе ви биде кажано дека треба да чекате. И тука доаѓа оној момент кога вие немате ни трпение, ни волја за чекање. И тоа ве вади од такт. Буквално сакате да... Едноставно имате страшна потреба и желба да се расправате. Може би на некој од вас пак ве иритира насоката во која одат нештата. Насоката во која одат нештата на работа, во домот, во љубовта, или пак насоката во која нештата тргнале кај партнерот. И во љубовта, значи, може да се однесува. Ве иритира, вас не ви одговара, вие сметате дека тоа е погрешно, вие сакате да биде по ваше, вие имате свое мислење и свое видување за нештата. И тоа ве иритира дополнително. Може би пак станува збор за некаков рак, за некој близнак или за некој стрелец, но и да не е некој од тие знаци, и да е само ситуација, вам ви пречи насоката во која е тргнато сето ова, и не само насоката, туку ви пречи она што треба да се чека сега. Вас повторно не ви кажав, ви е кажано дека ќе мора да чекате, никаква активност, пасивност, буквално не преземање на ништо, може би овој рак не сака да направи нешто, ја кочи сета оваа работа, на која вие се надевавте дека во октомври ќе се заврши, и тоа ќе се случува во октомври, значи сигурно, без разлика дали ова почнато од септември или дополнително до прва ќе го чуете, ќе го видите, меѓутоа во октомври овој рак, и да не е рак, насокава во која одат нештава, и овој момент на пауза, неактивност, ќе се случува. Значи во октомври ќе се случува. И сега кажав, ви имате страшна желба да се расправате,
да докажете нешто, но и колку што е таа желба голема да се расправате, толку е и вашата ментална моќ и сила цврста. Вие ќе направите се што можете да останете прибрани, да не избувнете, да не ги влошите уште повеќе нештата. Вие останувате еден поголем дел од месецот или еден поголем дел од вас, вие ќе успеете да го издржите овој период на чекање или пак овој период на молк. Може би е само расправија со партнерот, ако партнерот е близнаци или пак е вага. И овој период на молк треба да го издржите. Нешто се случува и во љубовта, јас гледам некои недоразбирање со партнерот, може би партнерот не си ги исполнува ветувањата или па партнерот во некоја друга насока почнува да се движи во некоја друга насока или она што го прави вам не ви одговара. И тука ќе настанат и недоразбирањата и дури и расправите. Вие ќе се плашите дали ќе затоа што сега да ви кажам, значи вие во октомври дел од вас ќе се случи и да реагирате. Ќе се случи и да се расправате, ќе се случи и да бидете неразумни и избувливи. Со тоа ќе го повредите партнерот, или па партнерот после ќе ви каже некои работи кои вас ќе ве повредат. Да, во некои моменти ќе се плашите дали ќе се после оваа случка, дали ќе успеете да ги вратите работите во нормала, дали ќе се одржи балансот, ќе се плашите, ќе се грижите, но јас сакам да ви кажам за тие што планирате да избувнете и тие што нема да сакате да се воздржите, вие треба да очекувате после некакви шокови. Затоа што за тој дел од вас шокови ќе се случат. Нешто ќе заврши, на нешто ќе му дојде крајот после тоа. Некој циклус завршува и почнува веќе да се врти тркалото, меѓутоа веќе се засилува и правецот е веќе нов. Не е оној стариот на кој вие знаете и сте навикнати. Затоа внимавајте, најмногу да внимавате во оние моменти кога мислите дека сега е моментот, сега ќе им покажам што знам, што можам и сега ќе поентата ќе ја дадам и ќе ја покажам, но токму тогаш треба да се воздржите. Тоа е совет за вас, токму тогаш воздржете се најмногу. Затоа што некој ќе биде повреден или вие ќе бидете повредени, значи на различна страна од приказнава може да се најдете. Други лавови овој месец имаат план, намера и тоа ќе го остварат своето хоби или она што го прават дома или она што го произведуваат, она со што се занимаваат, да го регистрираат. Може би ќе регистрирате фирма, може би производите што ги, може би нешто креирате дома, стварате, правите нешто со своите раце и во октомври ќе се случи тоа да го официализирате, може би фирма да отворите, може би да го лиценцирате производот што го изработувате, што го произведувате, сето тоа. Значи, ова е порака само за тие што правите нешто дома, може би стварате нешто, може би некакви производи. Сите вие, може би, туку во октомври ќе регистрирате фирма, потребни ќе ви бидат многу документи, ќе се занимавате со сето тоа, меѓутоа отпочнувате веќе бизнис и вие ќе бидете сопственици. Мислам дека е порака само за жените, вие ќе бидете сопственички на свој личен бизнис. Други лавови, ова е за машкиот дел од вас, вие, на кој во домот ви е потребна некаква поддршка, помош и совет, доаѓа од
повозрасен маж во вашиот живот, може би татко, може би дедо, може би некоја друга голема поддршка доаѓа и она кое ви е потребно во домот ќе ви биде дадено, ќе ви се помогне, дали како совет, дали како физички, како помош, како и да е. А за некои од вас пак можно е овој период да треба да во вашиот дом да дојде некој повозрасен, може би татко или дедо, па ќе треба вие да го примите во својот дом одредено време, да се грижите за него, нели повозрасен е, па затоа ќе треба да го примите во својот дом. Други од вас, вие кои имавте некакви проблеми здравствени, кај вас ќе се случат некакви промени. Мислам дека промениве се почнати веќе, не е ова нешто ново, туку отпочнати се и тргнувате на едно ново патување под наводници, значи патување животно, веќе еден нов циклус завршувате, се ослободувате со болеста, од болеста, се ослободувате од сите пречки, се ослободувате од креветот во кој бевте принудени да лежите и ќе се регенерирате на некој начин. Нешто, вие буквално ќе вратите енергијата како на дете, како на тинејџер. Така ќе се чувствувате обновени, регенерирани, полни здравје, сила и енергија. Значи, ова е прекрасна порака за тие кои се бевте соочени со некаква болест. Ќе се чувствувате 10, 20, 30 години помлади. Зависи на која возраст сте стига. И тоа би било тоа, драги мои лавови, за сега. Јас се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!